Нов начин на буџетирање ќе добијат националните установи, најави министерот за култура Зоран Љутков, одговарајќи на новинарско прашање во однос на новитетите кои ќе следуваат следниот период од аспект на културата. Сите директори на националните установи ќе имаат поголема автономност во одлуките што ќе работат, затоа што Министерството нема да ги селектира проектите, туку од самиот почеток ќе се одобрат средства за да се овозможи процесот на работа. Ово во културата ќе биде прво начинот на буџетирање на националните установи, а тоа е делегираниот буџет. Со тоа што самите директори и самите национални установи ќе имаат поголема автономност во одлуките што ќе работат во текот на годината, но се разбира дека ќе имаат и многу поголема одговорност за она што го работат, што значи дека ние како министерство нема да ги селектираме проектите, туку од старт ќе одобриме средства, а понатаму ќе го евалуираме или ќе го мониторираме нивниот процес како се работи. Министерот додава дека тоа е задачата на Министерството, која е многу попрактично да се направи во делот на фестивалите и капиталните инвестиции. До екипирање на институциите ќе следува во 2025 година со стручен кадар, бидејќи секаде се забележува недостаток на стручен кадар. Разбира дека во 25 година ќе мора да ги доекипираме институциите со стручен кадар, бидејќи реално на сите институции во културата им фали стручен кадар, а така и овде во Штип, кој што ме запозна и директорката и вработените, баш сега пред оваа изјава имавме подолг разговор. Состојбата е катастрофална. Се разбира дека ќе се отворат нови работни места, многу повеќе во техничкиот персонал отколку во уметничкиот кадар. Инаку министерот Љутков истакна дека состојбата во Штип е катастрофална. Ќе бидат отворени нови работни места во однос на технички персонал откако уметнички кадар.